време да ви одоловиме ароматичната магија што тука испарува во нашето студио, благодарение на нашата втора гостинка, која што со име и презиме Снежана Трајковски, е дизајнерка на свеќи. Јас дури сакав да речам да не ги палат свеќите толку брзо, да не се стопат. Станува збор за еден модерен гастротрендсузе кој што наскоро ќе стане и хит на сите родендени. Промоција. Ова е промовирање. За прв пат во Македонија имаме јадливи свеќи, да. Да, верувам дека овој убав мирис на путер, чоколадо, карамела што јас до тука го чувствувам, ќе биде широко прифатен и од нашата публика. Да. Сакам да верувам и јас дека е така. Ти благодарам, Оли. Добро утро за Жане, Снежана Трајковска. Добро утро, благодарам на поканата. Драго ми е што за прв пат денеска на нашиот медиум и за прв пат во нашава земја ги промовираме овие јадливи свеќи. Значи денеска за појадок ќе јадеме свеќи. Не знам што ќе јадете вие, но ние и нашата екипа ќе јадеме свеќи. Тие се веќе подготвени. Така фино се дегустираат, но не би било умесно сега ние пред вас да ги пробуваме. Но ајде вака, Жане, покрај декоративните свеќи кои што овде ги имаме и не се за јадење, во преден план ни се свеќите кои што се јадливи така, и на кои што ти истражуваш еден подолг период. Како дојде оваа идеја? Идејата дојде прво со ароматичните свеќи. Значи ги почнав прво нив. Во меѓувреме од општина Кисела вода се организираше проект, тоа е Емпал проектот, на кој што учествува фантастични, инспиративни жени, а уште пофантастични имавме менторки. Цел тој проект траеше некаде околу 10 месеци и овие свеќи декоративни, благодарение на менторките, на мојата креативност и на мојот хедонизам кон храната се претворија во јадливи свеќи. И сега требаше нормално сето тоа да се испита, да биде сепак јадливо, да не биде штетно за организмот кога се консумира и истражувам се уште нови вкусови. Си јадете по дома свеќи, така? Па да. Која проба првата направена јадлива свеќа? Нормално, кој беше јунакот ти? Јас па и семејството. А штом го давам на семејството, значи дека не е штетно воопшто за консумирање. И како што гледам сега овие тука свеќи имаме, значи солени свеќи таму, од различен состав се. Што е тоа по зелената? Зелената е со пошто сакав нели да биде нешто со македонски продукти, тоа е нашето традиционално лукче, сушен домат, бидејќи нели ние сме земја на домати, и зачини. Во моментов има рузмарин, мајчина душичка и путер. Да, и толку силно овде го чувствувам тоа лукчето, тоа убавото, тоа доматчето, па тоа рузмаринот, толку силно вака се сплотуваат тие мириси и вкусови и верувам дека е уште повкусна за јадење, ма јас ќе ја пробам веднаш по завршувањето на емисијата, таа што е таму по жолтата? Јас обратно ви ги кажав, значи таа е таа што ја спомнав, да, а оваа е со песто. Овдека веќе идеме на некој таму се чувствува и пестото. Да. А овде веќе имаме чоколадната блага верзија. Блага верзија, да, таа ми е нешто ново. И ова е втората свеќа. Првата е нели пробната, ова е втората која што мислам дека испадна уште поубава од првата. Долг ли е процесот на изработка на овие свеќи? Не е долг, да. Најдолго трае ладењето на свеќата, затоа што прво нели се формира, па потоа треба да се олади. И потребно е пред да се запали свеќата извесно време да биде на собна температура и треба време малце да почне се топи, еве како овде што се топи веќе, за да почнеме да ја консумираме. Да, прекрасно навистина и верувам дека тие свеќи кои што се за јадење некако природно е да имаат и рок на траење од времето кога сме ги направиле до времето кога ќе ги вкусиме. Односно кога тие ќе вака ќе горат, па ние ќе си ги мрцкаме, ќе си јадеме, ќе си мезиме. Фантазија сега во овие празнични денови, нешто што навистина многу добро би дошло во секој дом. Да, значи ова е некое ново гастрономско искуство кое што особено сега во периодот на празнициве секој треба да го искуси. Затоа што замислата на овие свеќи е да седнеме, да ја запалиме, да се собереме нели со најмилите околу софрата и да уживаме и во мирисот, и во изгледот, и во амбиентот, а секако и во вкусот. Да, имаат рок. Рокот зависи од намирниците кои што се внатре во составот на свеќата.
и за секоја свеќа нормално си има и нутритивни вредности и состав и така натаму, за да бидат безбедни за тие кои што ќе ги консумираат. Да. На фотографиите кои што одат како инсерти, погледнавме многу видови на свеќи, многу примероци кои што ти ги правиш успешно и кои што доаѓаат до твоите потрошувачи, до твоите клиенти. Како истите те наоѓаат? Во моментов достапна сум на Инстаграм, социјалната мрежа. Направив 2 страни, едната е Candle Lady Studio, тоа е за ароматичните свеќи, а додека јадливите се на Candlelicious Edible Candle. На англиски е, затоа што на македонски не знаев како да го преведам, а да биде звучно, затоа што Candlelicious доаѓа нели свеќа и нешто што е delicious вкусно, и затоа е направен тој спој на терминот. Так, а за сите оние кои што сакате да ја контактирате, ја нема да го запаметите како сето тоа звучи, ќе ја најдете како Снежана Трајковска, или доколку и така не можете да ја исконтактирате, тогаш ќе не исконтактирате нас, па ние ќе ви дадеме линк од нејзините профили или можеби контакт телефон, бидејќи знам дека во овие празнични денови, слави и така натаму, секој би сакал да има нешто вакво револуционерно на нашиве простори. За постните слави имаме и постни свеќи, за веганите имаме и вегански свеќи. Тие се прават малце нормално поинаку, меѓутоа вкусот секако дека не е никако поразличен од овие свеќи кои што се во моментов тука. Значи секоја категорија на гурмани е опфатена, и бидејќи сме во период на пости, да, убаво е што споменавме дека имаме и постни свеќи. Претпоставувам дека и од сладките вкусови чоколадната не е единствената, така нели, туку има и повеќе видови на сладки во момент, да, има исто постна верзија. Таа ми е со цимет, со мед и додатоци, така да сега сакам да создадам свеќа која што ќе биде со вкус на овошје. Ама тоа ми е замисла, ќе видиме како ќе ја реализирам. Так. Затоа што сето тоа морам да го истестирам прво. Си тестирала ли, си анализирала ли во целата оваа твоја авантура со свеќите јадливи, дали се тие калорични и колку калории има една свеќа? Калориите на свеќата се како еден оброк со лепче и путарче, да кажем. Баш една мала ужинка, мал доручек да замени. Значи ова не е нешто што треба да седнеме да го изедеме како оброк, ова е сепак хедонистичко искуство. И уживање. Да. Јас претпоставувам дека ги заинтересиравме сите оние кои што се хедонисти, кои што сакаат да уживаат во храната, знаат колку малите ситни задоволства на трпезата ја прават и атмосферата, и амбиентот, и нашата радост и возбуда е секако, секоја една жена домаќинка која што подготвува за слава или подготвува за некој повод или без повод, сака да има нешто што другите го немаат на својата трпеза. Има ли некои интересни истории на жени, на луѓе кои што ги набавуваат свеќите и кои што имаат некои посебни барања? Во моментов, бидејќи минатата среда ги промовирав за прв пат, се уште немам. Секако треба време, освен екипата од Емпл проектот, Сдруженијето Емпл Скопје, кој што веќе ги проба, тука веќе комуницираме, ајде кога ќе ги пробаме повторно. Знаат ли тие дека ти ова утро си во живо на Алфа телевизија? Да, вчера ги известив. Голем поздрав до сите. Да. И до менторките повторно, Загорка, Деја, Јана и Бојана. Так, одлично. Значи, ние сме еве земја во која што имаме чест да промовираме за прв пат некои вакви работи. Не знам дали ова во регионот го прават веќе? Не. За прв пат кај нас во Македонија. Кога беше завршниот настан на Емпл проектот, имаше гости и од Србија, и кои што буквално беа зачудени што е ова. Нив највеќе ги интересираше па фитилот, што се случува со него. Фитилот фитилот е тестиран исто од Агенција за храна и одобрен, така да тој е јадлив и не штети. Може да се изеде. Фитилот со горење на огнот не станува, затоа што ја топи свеќата, меѓутоа воопшто не е штетен на околината на храната со која што доаѓа во допир. Тоа највеќе фактички ми одзема и време во истражување како се тоа ќе функционира.
Прекрасно. Јас можам само да замислам што мова за прв пат се прави кај нас, уште колку нешта, а веќе една недела има од како за прв пат си ги тестирала и за прв пат си ги промовирала, можам само да замислам што за 2-3 месеци ќе има да проговориме на темава јадливи свеќи или нешто што ќе биде посебен хит на празничната трпеза, така да верувам дека ние повторно ќе се видиме таму некаде за следните празници, можеби за Свети Валентин, Свети Трифон или пред 8 март, така да до тогаш, Жане, еве задавам еден сериозен предизвик што за влюбените јадливо ќе подготвуваме и ќе промовираме, а до тогаш ги повикувам сите оние кои што сакате едни вакви прекрасни изненадувања да им направите на вашите сакани, на вашите пријатели или на блиските кои што ги каните на вашата софра, а на софра не се кани секого. Се канат само луѓе кои што не сакаат, не почитуваат, а обострано е тоа и ние си ги сакаме и си ги почитуваме. Ова е еден одличен начин да им направите едно супер изненадување, да ја искомуницирате Жане и да си направите навреме нарачка. За колку време од денот на нарачката може да бидат тие подготвени? Барем 24 часа претходно. Може ти да патуваат овие свеќи во друг град, да речеме, ако... може, слободно но треба може. внимателно да се транспортираат. Да, така, значи пакувањето е безбедно за да може да се транспортираат и секако ќе има упатство како треба да се користат тие свеќи пред да се запалат, да се консумираат и само денка нарачаат. Ова пестото некако најмногу ни се троши, јас морам да ја привршам емисијава, да не ни се потроши пестото за да го пробаме на време пред да ни се растече. Жане, благодарам многу. Благодарам уште еднаш на поканата. Чест ми беше што еве ние, токму како Алфа Медиум, Алфа Телевизија имаме можност и задоволство да ги промовираме за прв пат во нашава земја и во регионот овие свеќи јадливи. За вкусовите ќе ви раскажуваме од утре па натаму. Жал ми е што не можете сите да присуствувате на ова дегустација, но ќе ви раскажуваме од утре каков беше вкусот на сите 3 свеќи. Ве оставам во добро расположение, уште еднаш благодарност и среќни празници.